Добро вечер. Вечерва мој гостин на Вин-Вин е председателката Гордана Силјановска-Давкова. Во мојот избор и структурата на интервјуто вообичаено за една година од мандатот на председателката има повеќе теми, но денешната посета на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта некако го прави малку поинаков редот или можеби малку повеќе време за да направиме една мала рецензија околу точноста на нашата приказна, идејата на председателката дека се уште верува дека може да се најде креативно решение во преговарачката рамка и пораките кои денеска прилично тврдо ги соопшти премиерот Христијан Мицковски. Со Кошта се види и председателката, ќе видиме вечерва колку ќе сака да биде индискретна за тоа што за затворени врати си го кажа еден на друг. Председателка, добро вечер. Добро вечер. Дали можем да ви предложам да одиме со првиот блок реклами, тоа се комерцијалните телевизии, од тоа живееме, па да имаме чист термин или блок да затвориме оваа тема. Имам разбирање. Благодарам. Председателке, по средбата на премиерот и вие се сретнавте со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. На пресконференцијата пораките кои што ги слушнавме, барем на прва, тоа што можеме да го видиме во медиумите, имаат прилично разлики во интерпретацијата кому всушност се обраќаше господинот Кошта, обидувајќи се да објасни дека тоа што е договорено и нема што друго да се договара. Во компилација да одговорите на двете прашања, иако навидом на почетокот изгледаше дека македонското барање не може да биде на маса, веројатно вториот одговор и треба да бидеме сигурни дека нема да дојде некој да побара нешто повеќе од договореното, јасно покажува дека со некаков пристоен дипломатски речник после посета на Софија пред 2 недели Кошта се обиде да пронајде зборови за да објасни дека патот А е точниот и на тој нема ризици или ако можем да интерпретирам, нема потреба од дополнителни гаранции за нови барања бидејќи тие не ќе може да се појават на масата. Дали е тоа дел од вашиот разговор во кој вас на некој начин ви е појасно тоа што во малку ракавици ние го слушнавме на пресконференција? Да. Видете сега, бидејќи нели разговорот не се снимаше, јас морав да внимавам на тоа, но председателот на Европскиот совет е правник и тоа ни е заедничко, беше неодамна, се сретнали со господинот Радев, меѓутоа него го познава од претходно, за прв пат го среќава премиерот Желјасков и смета дека е тоа кооперативен човек кој што сака да трага по решенија. Ова што го велите вие, се разбира, јас правнички му го објаснив моето витување и еве, не знам дали е индискреција, меѓутоа, за нашиот предлог, бидејќи овде беше жестоко критикуван, оној представни измени со одложени дејство, били дека е извонредно конципиран, меѓутоа не го прифаќа. Бугарија се обидел, нели, да го презентира, значи не прифатен. Заради консензусот, иако многу членки го разбираат, не може да помине. Ова што велите вие, мислам дека, да, еден оправдан страв што постоеше и што постои кај сите нас е дали, значи, последните уставни измени под наводници навистина ќе бидат последни или пак ние ќе се соочиме со нови и нови барања, оти кога имате комисии од таков тип во кои седат историчари, ама и политичари или политизирани историчари, може да се најдат многу прашања за кои не може да има согласност и се разбира тоа да биде извор на ново вето. Да, мислам дека господинот
Кошта. Мислам дека тимот околу него исто така, мислам дека меѓу многу од членките исто така, особено морам да подсетам, околу Вишеградската група, кои постојано, па и сегашниот председавач Полска, да не говорам за Словачка, ќе трагаат по механизми, јас затоа ги потикнувам на креативни решенија, како да се оневозможи овој наш маратон, бидејќи, знаете, 20 години маратон не се слави, и кога слушам јас тажна приказна, не ја напишавме ние тажната приказна. Не. Некој друг е авторот на тажната приказна. Но ние живееме. Мислам дури дека, управо сте, дури мислам дека кога комесарката за проширување го употреби тоа, не го употреби за да ја квалификува Македонија, или да не навреди. А не да не навреди, туку да каже дека на вистина што и денеска го зборуваше и председателот Кошта, дека секој од земјите имаат неверојатни приказни за ризици, последици, комплексност, но на крајот успеале да оттрчаат. Некои имаат повеќе лузни, некои имаат помалку лузни. Меѓутоа, знаете како, имале пречка и ја надминале. Ама вие кога нон-стоп се соочувате со пречки и кога некој верува дека пречките можат да се надминат со уставни измени, а уставот е најинтерниот акт на една држава, закон над законите, општествена повелба, тогаш тоа е проблематично. И се разбира, јас, како и досега, само ги цитирам темелните вредности и принципи од конститутивните акти на ЕУ и прашувам дали важат за нас. Во една динамика, има печаток дека толку многу е поделена нашата сцена, не е здраво ниту внатрешното етикетирање. Уште помалку ако ја проверуваме генезата на веродостојноста на тој што сега го носи бајракот. Садомазохистичка е. Токму така. Таа е доволно комплицирана што би требала да не засрами да ги бираме зборовите. Во жолтата куќа на партијата која сега вели достоинството во преден план, една неверојатна историја. Првиот председател си го сменил името. Вториот председател на партијата кој си земал друг пасош, еве пишува на Саем, издава книги Будимпештански заклучоци. Подпредседател на собрание кој бил министер за надворешни работи, кој што Гордана Силјановска-Далфкова вели слава им да ги почитуваме, славиме и завршиме приказната на корифеите на македонскиот јазик, ама тој истиот вели дека тој главниот е џуџето од Небрегова. Вклучително со владата во која премиерот смета дека најважна работа на сите нас е да сочуваме оваа позиција на самопочит, самодоверба и однос кон интензитетот, а во владата му седи некој кој што одлучил за своји потреби дека повремено има така флуиден идентитет и може да се пише бугарка, како што тоа го направила министерката за енергетика. Ништо од ова не е страшно, но е сведоштво за епизоди во нашето лутање. Разбирам во вашиот говор дека се обидовте... уште една приказна има, нели? Вие само ја покажавте приказната на партијата на власт. Ама исто така, уште една комплицирана приказна имате од тие првите што почнале. Несомнено, но кога овдека сега се расправаат кој што правил, како правил, за човек од дистанца, кој ниту земал бугарски пасош, верувал ли е тој на анкетите што го држи високо ова прашањето како стратешка цел, станува неподносливо дека не може да создаде заеднички именител за одговорноста на една политичка елита, дека треба да ги препрочита документите, треба да биде одговорна и целосна во изложувањето на опасностите. Ево јас ќе се обидам да ве прашам. Ајде, прашајте. За протоколот. Ако се обидеме
имам во предвид дека не како политичар, туку како правник можете подобро да исчитате што тој сака да каже. Ако тоа е нашата главна замка и обврските кои се превземени за историската комисија. Нема член кој прави директна обврска која нас би можела да не однесе до вето или приговор на Бугарија, бидејќи целиот јазик во протоколот. Двете влади се обврзуваат да поддржат, поттикнат работа на историската комисија. И недвојбено прашањето дека таму сме 7-7, ние не можеме да доживееме пораз. Нашиот наратив не може да загуби на маса на која мора да се гласа 7-7. Како би го премостиле тоа чувство дека од вордингот на протоколот можеме да препознаеме дека ние во суштина можеби и немаме опасност за можност за вето кое би произлегло од работата на историската комисија? Не се согласувам. Не се согласувам со таа теза. Значи, прво, не знаеме колку долго ќе се преговара, затоа што јасно стои дека се додека не се постигне согласност за некои прашања, не може ние да посегнеме по што не може да ги завршиме преговорите и да дојде до ратификација. Второ, Што ако не завршиме, не разбирам. Па ако не се усогласиме околу прашањата, тогаш значи нема решение, ниту пак може да се затвори приказната. И не вели, таа формулација Не, вели така. двете влади се обврзуваат да ја охрабрат комисијата Извинете, на ама- поинтензивна динамика. Ама ако е со тој... цел Ама ако е... Не, динамиката не е француско-германска или полско-германска динамика за ние да разговараме. Ние мораме да се усогласиме. Ако не се усогласиме, нема да има крај на оваа приказна и ние не можеме и покрај кластерите, така, да речеме дека све поминавме од копенхагенските критериуми, бидејќи ова е извор на можни блокади. Или ќе постигнеме, ќе се договориме дека се заеднички, не знам, Гоце Делчев, не знам кој, дека немало фашизам и така натаму, или нема крај на таа приказна. Значи, тоа е атипично, сите го гледаат. Можеме И сите ли- ве прашуваат, можеме ли да се договориме, како да може речеме? протокол да биде дел од една рамка? Не може, ама никој не кажал дека не може да биде рамка. Иначе јас веднаш да кажам. Мислам дека министерот за надворешни работи си ги пречекорило властувањата. Како тој потпишал дека нешто ќе влезе во рамка, а рамката ќе биде услов кој што треба да се исполни за да можеме ние да завршиме со кластерите и за да може, нели, да дојде до ратификација. Не се тоа разговори, ви реков, како оние другите, туку тоа се разговори за кои мора да се постигне согласност. Да, вие изедначени се силите и нема да има, ама тогаш ќе има и статус кво и Може ние ли- ќе си летаме во место. Може ли да биде завршен разговор, вест, дека историската комисија после долга расправа Да. за Гоце Делчев Така. се договори дека двете страни не можат да произведат заедничка препорака и двете страни ќе останат во користењето на своите наративи во прашањето на Гоце Делчев. Не можам, Дали тоа е? Не можам, Оливера, да предпоставам, но ова што ви го Дали кажав, можеме да ги јас ставаме го сите заклучувам предпоставки? според интерпретацијата на работата на историската комисија од едната и од другата страна. Таа другата страна, нашиот сосед, нели, вели дека ова не е единственото, ние имаме право на проблематизирање на низа прашања, историја, култура, јазик, и тоа ќе го отвораме, од тоа ќе го правиме. Мојот приговор кој е тук, и јас му се обраќам директно и денеска и на амбасадорот на ЕУ, господинот Рокас. Видете, Преспанскиот договор во членот 7 напиша дека името Македонија за втората страна
таа безимената, договор без титулар Во ставот нема. 3. Значи, територија, второ, народ со собствена историја, култура и јазик. Зашто Добре. преговараме ние со Бугарија Оливера во тие комисиите за историја, за култура и за јазик? Па нели пакта сун серванда? Значи, Преспанскиот договор, прашањата идентитетски за историја, култура, јазик и народ ги ставил ад акта. Решени се. Не. И не може веќе да разговараме, оти тамо не пишува грчко-македонска, тамо не пишува бугарско-македонска историја, туку вели народ со собствена историја, култура и јазик. Ама нема и зошто да пишува каква е таа историја. Од 5 става во членот 7, првиот е за кој термин зборуваме, македонски и Македонија, вториот став е што мисли првата страна, третиот е што може да користи Македонија и потоа јазик. Ама чекайте, Сите имаат територија, тенденција. историја, култура и јазик. Така. И поидовната точка на разликата е да се исклучи античкото наследство и хеленската цивилизација. Па извинете, ние... Не. Сега и јас знам да толкувам. Ама како можеме од договор со друга страна, таа не навлегува во интерпретациите што подразбира нашата историја. Немаме ние со секого ние. Ако имате своја историја, е своја историја. Ниту е бугарска, ниту е грчка. Истото... Па и ние и на бугарите им тврдиме дека е наша историјата. Извинете, ама немаме со бугарите договор. Имаме договор за пријателство и добрососедство, кој што нема ниту еден збор за уставни измени. Значи, тоа што ме прашавте првото за комисијата, како може од протокол да изразе обврска за уставна измена? Второ, мора да ги читаме ние договорите и низ призма на европското уставно право. Тамо многу убаво се пишува дека ЕУ пристапила кон повелбата на Обединетите нации. А таа што вика? Право на самоопределување. ЕУ гарантира, така пишува, дека ќе ги почитува националниот и културниот идентитет на сите нации. Дека ќе го почитува дигнитетот и интегритетот. Трија, ќе го почитува уставните и политички структури. Тоа се темелните вредности и принципи за кои зборува Макрон. За тоа не се разговара. За идентитетот на Гордана и на Оливера не може да се разговара. Ни за името не може да се разговара. Јас грешив што прашав. Јас грешив што прашав за... Одлично што прашавте. Меѓутоа, како што за идентитетот на Сања Божиновска, например. Не. Како? Па не, тоа е нејзина работа, не знам. Како што но и наша работа. Како што пишува во рамковната конвенција, како што пишува, значи, во конвенцијата за заштита на правата на човекот, значи, за човековите права, истото за државите го пишува во документите кои се од уставен карактер. Председателке, не би сакала премногу време да потрошиме, но држам до ставот дека не е на одмет страните дома да не останат во затворени реченици за кои веќе мислиме дека имаат сосема соодветни значења и дека имаме само доверба, треба да имаме одважност, да разговараме меѓу себе за и со вас, и во парламентот, и политичарите, затоа што мислам дека тоа веројатно ќе ни помогне. Јас и понатаму сметам дека ако еве се откажувам да прелистувам, например, што сте рекле за истиот член 7 кога бил Преспанскиот договор. Можете да кажете све. И мислам дека Јас сум напишала труд од 150 страници, го имате на интернет, можете да го видите, ома да го објави. Право во фазата кога зборувам јас правно, кога зборувам е господинот Гостин е и правник и затоа. Но не мислам дека решавајќи го тој спор всушност Грција имала таа легитимирачка позиција да заврши скоро се за нас, а ние без малку во тој момент не сме биле свесни. Не, завршила Грција. Па не, затоа што велите... Грција во однос на себе, ама се разбира проблемот Предходно вашата логика беше ако тоа сме го затвориле со Преспанскиот, што има да ни го поставува? Ама не се прашања
кои што може да се анализираат со секој сосед и со секој кој што ве оспорува. Не. Тоа се прашања врзани за меѓународното право сепак. Во тој договор има низа кршења Ако оваа ситуација со историската комисија не е поврзана, сплетена во овој политички притисок, може да ми се чини дека може да излеземе. Може многу подобро да знаете правно дека ќе направи многу замки. Вие сте тие кои одлучувате. Но, кога не би бил тој притисок, го делите ли впечатокот дека ова е предизвик во вистинско време на една млада, потентна историографија, која не се чувствува инфериорна, да седи на масата, дури и со соседот кој многу подолги години држи наратив кој што е всушност сенката над нас. Просто сакам да речам, да не е политичкиот притисок, дали тоа би била идеалната маса во која дури и за историјата секогаш треба да бидете љубопитен, да пронајдете нови факти, да го дотерате и скалибрирате дискурсот, а при тоа да не чувствувате дека тоа е непријателство, јас тебе земам, ти мене не даваш. Не. Еве зошто. Историјата вене ако е под чадорот на политиката. Не седат историчари и не дискутираат со историски аргументи во политички цели. Ке седат во академија, на конгреси, ке пишуваат трудови. Ова е крајно невообичаен, ако сакате, формат. Значи, ова се политички историчари или политизирани историчари и секоја нација има право на историја по свое. Тоа е перцепција и митови да има внатре. Не можете вие да усогласувате, но може да се разговара, воопшто не е проблем. Нарацијата на создавањето е како галичката свадба. Знаеме дека младоженците не се вистинските, французите, така прават и германците, така прават. Зошто така разговараат? Оди се додека имаат диалог таков, тие знаат дека оневозможуваат да се случи нешто што постоело пред да биде склучен првиот договор за јаглен и челик, или се додека се разговара со аргументи, нема опасност од конфликт. Може ли од другата страна, која е исто толку... Само уште една реченица. Тука мислам дека е можна интервенција, добронамерна, и на Советот, и на Европскиот парламент, и на комисијата. Ако се објасни дека овие разговори не се за да може да се закочи одењето наше кон ЕУ, бидејќи друго пишува во преамбулата на договорот, нели, дека ќе ни помага соседот, дека ќе биде скандинавски ориентиран, дека искуството ќе го пренесе на нас. Затоа оној наш предлог за одложено дејство зошто беше? За да не натера нас брзо да ги исполнуваме копенхагенските критериуми, а Бугарија исто така, за да може да стапи во сила, да биде кооперативна и да се однесува кон нас како добар сосед, bona fide, не мала фиде. Ама ако слушате изјави какви што слушаме, тогаш се велите пунар да не е ова разговоров, а меѓутоа, еве, би посакала. Добро, да не ви соопштувам, Соопштете, нема проблем. Пилјарска математика на чаршијата. Велам вака, ако нашиот страв е од многу поголеми притисоци или предизвици кои би можеле да дојдат низ овој диалог во историската комисија, тогаш која е смислата да го оценуваме дури и за правно гениален излезот со одложено дејство на бугарите во Уставот, бидејќи по дефиниција тогаш таа работа што ја орочуваме до крајот на преговорите, всушност не е најважното барање на бугарите. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Да. Сега, за мене е пак поважно дали 3500 бугари овдека... Чаршијата не е релевантен фактор, да. Ајде, да. Таа се реферира на логиката. Да, но ние во сите области имаме чаршиско. Ние се плашиме дека ќе дојдат пострашни барања, понавредливи барања, понавредливи тези на кои можеби ќе сакаме да
да заминеме од масата во Не е историската толку комисија. навредата страшна, колку оневозможувањето, кога географски, историски и културно припаѓате на еден свет, тоа е европскиот, и политички да не седнете таму Патем, и на крајот знаете- рамноправно да разговарате. Оти едно е кога сте внатре, така, а друго е кога чекате. Патем знаете, а ние тоа го скратуваме затоа што немаме време со се да се бавиме. Ниту сме ни единствениот пример на кој што се крши и е деструктивна билатерализацијата. Сам немаме земја сосед на која издвоја територија, признаа држава и ние меѓу нив. 5 земји членки на ЕУ не ја признаа истата држава, но ништо не ги воздржа да имаат консензус и единствен глас, без оглед ние 5 што не сме го признале, ти, Србија, ако сакаш во ЕУ, можеш да го признаеш Косово. Ете сега, тоа е разликата помеѓу принципите и интересите и геополитиката. Мене па повеќе ме личи примерот на Словенија. Знаете дека Бугарија На Словенија. 4 блокади има направено на Србија и тоа е по прашањето за бугарското малцинство. Мислам, не се уникатни овие но знам игри. дека и во бивша Југославија, се зборуваше, имаше бугарско малцинство. А ова сега што го викате, видете, во документот, во основниот, во рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата, статусот малцинство се врзува за заедници со автохтоно постоење на определена територија или за заедници што бројат значителен број или considerable number. Ние не можеме од преамбулата да правиме телефонски именик и се да броиме. Тргна тој пат денеска премиерот и португалци и шпанци. Па, може би, не знам, може би, али тоа го цинично цинично го зборуваше. Може би беше почиткон Меѓутоа, еве, јас стално го давам примерот со Португалец. Словенија. И, видите, Словенија, вака е дефинирана, држава на словеничкиот народ, запирка, италијанската и унгарската заедница и на други. Австријци има во Словенија. Има Хрвати, има Роми. Не се споменати, па во други се. Она што е најважно за малцинските права е не дали се наброени во некоја преамбула, од преамбулата не заборавајте, кај нас никој не кажува. Пред преамбулата не стои устав. Преамбулата е по уставот пред основните вредности. Значи, тоа е еден претекст од кој што не може да се излекуваат права, не дека е неважна. Тоа е метафизика, филозофија. Меѓутоа, зборот ми е, имаме во норматив... Тоа е приказната на настанувањето. Во нормативниот текст, Оливера, имаме. Значи, во нормативниот текст имаме член 48. Имаме амандман 8. Ова го зборувам како подпредседателка во Венецијанска комисија на Комисијата за малцинства, кои гарантираат, споменат или не споменат во преамбулата, правата важат и за тебе. Добро. Во бугарскиот устав нема ниту едно зборче за гарантирање на малцински права. А и кога ќе чуеме француски предлог, да не зборувам. Франција и Грција се државите што не ја потпишале Конвенцијата за заштита на правата на малцинствата и ниту Конвенцијата за регионални и малцински јазици. Ама влесоа французите дека регионалните јазици се дел од француското културно наследство. Можам ли сега еден друг аспект? Ајде. И да не изгледа дека во волку важните работи математиката или приказната за парите, за перспективите, за животот би требала да биде помалку важна. Ги погледнав резултатите на земјите кои се веќе членки, вклучително последната Хрватска, во буџетот, оваа рамка буџетска до 27 на ЕУ, од така наречениот кохезиски капацитет, тука влегуваат фондовите и кохезискиот фонд, но и другите за развој регионален, заштита на околината. Колку да? Хрватска ќе добие 14 милиарди евра. Од посебниот фонд Нова генерација ЕУ, задолжувањето од 750 милиарди евра, Хрватска ќе добие 11 милиарди. Тоа е потенцијалот, идејата како да се подига
нивото на земјите, односно како да се направи прифатлива нивната кохезија и како да ги извлечат кон границата која досега 15 се во овој механизам, досега е поминале само Шпанија и Ирска и стигнале до 90% од просечниот. Исто е приказната и со Бугарија. Сега кога го гледаме премиерот кој вели, ви најавувам, бум, имаме договор со земја партнер. Се работи за повеќе од 2 милиарди. Но тоа е наш избор да земаме кредити, да создаваме приказна која е копија, го знам образецот, тоа е тоа што го бара ЕУ, не го одам патот на сертифицирање, оти е комплицирано, имам страв дека ќе не сопрат, можеби ќе ни бараат премногу. Дали е релевантно да седнеме, да пробаме, да видиме, да ги направиме математиките, оти, од овие кохезиски фондови, во динамиката за која што велат, можеме дури 2030 година, мислам дека парите што сака да ги земе Христијан Мицковски се уште ќе бидат во грейс периодот, а ние би можеле големите инфраструктурни проекти всушност да ги одработиме од намената за која што всушност се кохезиските фондови. Во ред, ама мислам дека на вистинскиот пат сме, овој пат, со помош на Европската Унија. За прв пат, можеби после самитот во Солун, ова со планот за раст и со реформската агенда, заедно чекориме, и добро е што секој чекор е условен со исполнување за да добиете определена сума на пари, и ако ги видите столбовите кои што постојат, тие вака се развиваат како вие што велите. Нели? Значи, прво, регионалната политика, регионалното функционирање. Понатаму исто така, еве ова врзано со растот, учество на европскиот единствен пазар. Не ни беше нас отворен, сега ни е отворен. Ова што го направи исто така Народната банка, да бидеме искрени, со влегувањето во СЕПА. Тоа се све чекори кои што економски, особено ако на крајот кога велиме реформска агенда, ама и реформи вистински, тоа е најважното, во судство, во образ, секаде ако ние стручноста и компетентноста не биде најважна и владењето на правото, ќе дојдеме до ова. Иначе во право сте. Председателот на Хрватска ми рече дека не е само Полска земјата во која се враќаат луѓето кои заминале на запад, туку и Хрватска. Заради вештачката интелигенција, заради дигитализацијата, и ние тука веќе тоа е насликано во Европската Унија, се уште имаме шанси, имаме ние навистина заедници импресивни во оваа сфера, и убаво кога ќе чуете дека од Финки група на луѓе со вештачка интелигенција од Лондон дошле во Скопје и продолжиле со оваа работа. Да, така е. Па затоа јас велам, дајте да се фокусираме на копенхагенските критериуми, така, а да не губиме време на историски прашања, оти не можете да постигнете консензус за ирационални прашања, со емоции мислите за јазик, за историја, за култура. Тоа е вулкан од емоции. Го гледа и тоа ми се допаѓа. Го гледа вашиот настап во Академијата по повод кодификацијата, 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Сликовита е представата за опасноста на 3000 јазици кои можат да исчезнат до крајот на векот, но исто толку аларм кон оваа генерација од вие велите, па тоа е динамика на 2 недели да исчезнува еден јазик. Претпоставувам, ако продолжиме вака да се однесуваме и не знаеме, можеби кога му доаѓа редот на нашиот јазик. Генерацијата која што ја споменавме, Конески, Кепески, Тошев, Корубин, Стаматовски, Видоевски, невозможно е во оние услови да направиле толку многу, колку што овие со полна уста македонски јазик. Право сте. Ги преспа затворањето на лекторатите. Сметаат дека издавањето книги, грижата која е многу комплициран модел веќе во новото дигитално време, треба да не подстави пред нова одговорност, бидејќи
тоа е единствениот начин на Во кој право се сте. враќаме кон долгот и инвестицијата што ја направиле Тоа беше овие една од луѓе. моите поенти, дека таа ќе овозможи векување на еден јазик, дигитализацијата. И тука имаме ние млади научници кои многу помогна. Многу. Во право сте, многу треба повеќе да се одвојува и кога ќе погледнете, може би да, дури и во поглед на лекторатите, во некои држави е толку многу направено, имав прилика да го видам тоа во Полска, во Краков, се восхитив. Впрочем, ние и годинешнава награда за диалектолошкиот атлас го должиме на многу исто така полски македонисти, бидејќи тие можеле да ги трагаат по диалектите во соседна Грција, во Бугарија, во Албанија. Понекогаш ги знаевме кој е брачен пар, кои се вистинските љубители, кои ќе дојдат на семинарот во Охрид, каков е тој Ги знаеме и се. агенс на љубов на еден јазик да му помогнете да се афирмира, искрено да го сакате, да ги подкрепувате. Зборуваме за странци кои во целата оваа мисија придонесоа Значи, јас многу. говорам за моето искуство И во сега- Краков, кога 30 луѓе на перфектен македонски јазик дискутираа со мене. Кога ќе видите- тоа е за восхит. Кога ќе видите на вести, дека УНИЦЕФ вели дека 20.000 деца во оваа земја се без здравствена заштита. Да. Секое трето живее во Да, сиромаштија. Која е смислата на се ова што Јазикот. претходно го зборувавме? Да. Кој треба да не сочува горди, достоинствени, луѓе што ќе го зборуваат и афирмираат својот јазик. Може ли да препознаете во вакви податоци било каква сила и смисла дека тие можат да бидат тој блок, таа младост од која очекуваме да ја продолжи таа мисија? Во право сте. Тоа е загрижувачко, особено низ призма на уставната дефиниција на државата која е дефинирана и како социјална држава. Тоа значи и кога сте болни, и кога сте невработени, и кога сте сами, да можете пристојно да живеете. Се согласувам дека реформите треба да овозможат точно развој на области што ќе ни носат ова, не знам дали следите сега со Македонија 25 и со нашата диаспора, точно како можеме ние економски да се развиеме, оти нивната идеја е, да речеме, американска, да бидеме ние економски лидер на Балканот и во анализите гледам можности доколку парите се употребуваат како што треба во буџетот, во право. Сега, како се употребуваат парите, е почеток на една приказна, која јас лично се обидувам да ја сместам во опасностите кои природно ги носат големите мандати или силните мандати. Се обидувам да задржам иста нишка од почеток, колку ќе не биде тешко да разговараме, да се слушаме. Премногу пизма, лоши зборови имаат споделено меѓу себе, продолжуваат и понатаму. Гледам понекогаш дека ќе испратите порака дека тоа не е добро за диалогот. Но големиот мандат понекогаш изгледа дека белјата што ја прави на малите шрафови на системот не е страшен. Не ве видов со реакција, а тие мали финеси кои што се важни, бидејќи преку тие регулатори поминуваат од овој буџет 1 милијарда и 500 милиони. Владата низ брза постапка, така, на чуден начин со интервенции во законите, си овозможи да ги промени составите на комисиите. Да. Тоа не е добра препорака. Не е добра. Имаме ли право на аларм? Не е добра и не е на линија на реформската агенда, последниот столб, реформите, бидејќи тамо се бара сите тела да се конституираат врз основа на конкурс и оние кои ќе членуваат да се седат таму заради тоа што се стручни и компетентни. Во право сте. Ве разочарали
обидот од кој што се повлекоа властите Да. за една област која е важна и ќе бара веројатно и ваше мислење зашто концептот би требал да повлече служба кон која ви имате надлежност, Агенцијата за разузнавање. Така. Ги знам вашите ставови, има и едни и други мислења, дали голема служба концентрирана или да останеме во сегашната формација, но дека е најважно како ќе го обезбедиме надзорот. Токму на таа тема, пораката што ја испрати Комисијата за избори и именување во Собранието е таков срам, такво покажување партиски прсти, што сведочи дека не ја научивме лекцијата од прислушкувањето и од нашите намери да создадеме модел во кој што сме сигурни дека тие повторно нема да станат монструм. Што знаете повеќе? Да. Постапката е стопирана, не е донесена на пленум, рекоа ќе се повлечат, но последицата е сега дека немаме тело. Јас значи не сум го сменила ставот и кога бев пратеничка, укажав дека Комисијата за избори и именувања во Собранието е реликт од комунизмот, од кадровските комисии. Не е добро, бидејќи секогаш во таа комисија седат најпартиските луѓе. И чудно се договараат најпартиските луѓе. Мојот предлог е, значи, во некоја да не бидеме реформа... наивни, не се договараат тие изведуваат играта на поглавиците. Апсолутно. Значи, нам ни треба за секој избор хетерогена комисија во која што ќе седат и луѓе од струката, и засегнатите, и од експертската јавност, и од невладиниот сектор, и така ќе се решава. Мислите дека имаме нерви? Имаме нерви веќе за таа глума? Знаете како? Имаме лекции научени, имаме соработка со шведскиот Рикстаг, еве, но и гледате чудна работа. Сега јас кога нешто се случи во ДКСК, па си се вратив назад да се сетам кој кого предлагаше во таа комисија, и тогаш веднаш ќе препознаете кои се партиските луѓе и одма ќе видите што можело да се случи и што се случува. Значи, мора ние еднаш да се соочиме со тоа, дека за секој избор, каде што има улога Собранието, треба да се формира нова комисија, која никогаш нема да биде само од пратеници и во која што ќе има и интервју јавно, ама исто така и CV и така натаму. Јас, ако ви кажам, не влегува во комисиите луѓето кои најдобро одговара. Ма тоа ви велам, не влего. Тоа е класичен пример. Вие, јас го кажувам примерот кога ќе ги погледнеме стотките, со господинот Доан Сулејмановски, кој беше најдобриот. Јас не бев член на комисијата, но следев. Некои велат, не може да се има разбирање, председателката дозволи премиерот да држи банка, тој да ни објаснува дека ургира кај Гаши за седница на дневен ред да се стави изборот на нов гувернер. Една формулација од тие посокаци интервјуа на премиерот донесе формулација која не е пристојна по вас. Тој не рече дека сте го консултирале, туку дека направил консултации со вас. Има многу прво лице, јас се продолжувам истата логика дека големите мандати имаат просто потреба од таква тенденција на прво лице и само прво лице. Не можам јас, не можам да... Не очекувам, само имам разбирање дека вие толерирате карактери во јавноста, меѓутоа можам да кажам дека неумереноста за која што зборувате не е присутна само во јазикот на политичарите, туку дури и во јазикот на новинарите. Ме чуди потребата од ад хоминем пристап. Навистина ме чуди. Еве јас да објаснам за што се работи. Значи, јас... Но немаме многу време. Јас имам обврска да предложам кандидат или кандидатка за гувернер. Што има тамо? Јас го добив писмото од Собранието на 16 април. Има еден месец само. Тоа е кусо време. Значи, јас треба да предложам. Во, се разбира, неколку кандидати има и сите имаме некого кого преферираме, особено јас.
Но јас морам да внимавам на следново, тоа за граѓаните. Да не дојде до тоа да не биде избран кандидат. Јас немам мои пратеници. Па да речам дека мојот предлог е овој и тој ќе помине. Значи, има тамо во статутот, во деловникот, член 74, кој што вели дека 10 дена пред настанот треба, значи, материјали, информација до пратениците, но може и подоцна, може и на самата седница. Да објаснам. Бидејќи не сме постигнале уште консензус, нас ни останува седница има закажано за вторник. Значи, има можност ставот 2 вели еден ден порано, јас, бидејќи во итни случај може да се стави на седница, јас тоа ќе го побарам. Не премиерот, председателот на собранието, секретарката го ја информираат и владата и мене. Тоа што го кажал премиерот, веројатно е што ќе се случува дека има можност, ама да кажете вие дека јас сум ја изгубила гордоста затоа што премиерот ме субституирал па закажувал во моје име. Не, јас се уште не сум поднела предлог, ќе го поднесам во понеделник наутро. Тоа што рекол премиерот е дека е информиран за ова и дека тогаш ќе има седница во вторник. Ма не рекол така. Сега што рекол не знам, но интерпретацијата е шокантна. Шокантна, не од вас. Ма таа не се однесува на вас, таа се однесува на премиерот. Оливера, во оваа куќа овде, во емисија во која не сум јас, замислете, пратеник од ВМРО добива прашање. Дали сте се уште горди на председателката? Па што има да бидат горди на мене? И јас, мене легитимитетот ми извира од граѓаните, гордоста е нешто друго. Ова е една чудна комуникација и не ми е јасно која е причината на тоа. Зошто сте волко чувствителни? Како да не сум чувствителна? Не е пристојно да зборувате за некој на таков начин. Па меѓу другото и тие треба да бидат горди од вас. Тоа е, предпоставувам идеја. Па нека го прашаат и денешниот гостин, нека ги прашаат сите амбасадори и председатели, што мислат за мене, вие прашајте ги, па ќе видите. Можам ли кратко? Повелете. Кога Пендаровски објаснуваше какви се неговите решенија за судски совет. Така. 2 предлага, сега вие ќе бидете брзо во ситуација. Еден може сега е Мустафа на Арит. Миле. И велеше дека сепак морав да пронедам предлог што ќе помине во собрание. Точно е. Тоа не беше прифатливо и не беше со добар коментар. Зошто вие со авторитет кој што го нервира кога некој рекол како ја оценувате, дали е горда? Не е пристојно, не личи на новинар. Добро. Зошто со сиот капацитет на овластувањето? Вие треба да делувате просветителски и во поглед на јазикот, бидејќи политиката понекогаш не е реалност, перцепција е. Вие сте главните креатори на перцепцијата. Понекогаш и погрешна. И ова што ни се случува во државата, да знаете, не е само заради политичарите. Однос кон нас. Вас, како се вели, тој... Ке се извинам, подознам, барем јас сум со вас. Модерниот и слободен јазик. Не е тоа модерен. Не е тоа, Оливера, модерен јазик. Да, мислите дека ad hominem. А некој ако би тргнал и да речеме... Фрустрирачки. Да, некој ако би тргнал по вашите метафори, па да вика што сака всушност да каже Силјановска кога вели ние сме на прокрустовата постела. Да. Ода ми проверувам, ми велам, добро, што сега да каже? Значи, немаме каде да одиме, ќе ни ги пресечат нозете. Бидејќи на секое мое... На секое мое... И тоа може. Две опции биле на креветот на постелата. Значи така е. Значи да, вели, нема Б план за вас, ама А планот не е врежан во камен и може да има варијации во интерпретацијата, дури и вие убаво забележивте за односот кон работата на комисијата. Само кратко, бидејќи ќе одиме на реклами. Добро. Ако е во директна ваша ингеренција именувањето на гувернерот, така, имаме доволно одговорен парламент. Да. Не сме во криза дури ако не биде избран. Зошто не би ги тестирале? Не е така.
не сме Не, во криза. продолжува додека не избереме нов, ама должноста ја врши постечкиот гувернер. Чекајте. Точно се пишува дека за 21 истекува нејзиниот мандат. И ако не избереме, таа ја врши Нема должноста. нема таква одредба, тоа е слободна стопати, еве го законот овде, нема Добре. таква одредба, меѓутоа во право сте. Значи, и јас исто така имам кандидат, кажувам што мислам за него, но морам да мислам и на тоа да може да биде избран стручен, компетентен кандидат кој што ќе одговори на обврските. И си велам вака, ние имаме, дали сте забележале, традиција на добри гувернери. Да. Но тоа е факт. И господинот Петар Гошев беше председател на партија. Единствената здрава приказна во ужасната транзиција е македонскиот банкарски систем со сегланиот регулатор Народна банка. Затоа ние имавме стабилна макроекономска. Да, тоа е факт. Добро. Пауза за реклама. Ајде. Председателка, имам неколку блиц прашања. Некои од нив природно ќе имаат ограда колку смеете да зборувате, но ќе замалам за динамика бидејќи имаме 15 минути до крајот. Добро, ајде. Две ваши именувања, важни, тие ги контекстираат безбедносната заедница, стојат се уште во ДКСК, во барање за одговор, тоа е началникот на генералштабот Лавчиски и заменичката во Агенцијата за разузнавање. Да. Беше тоа тема во медиумите, ДКСК не ја завршува приказната. Ми се чини дека е важно за позицијата и на едниот и на другиот таа ситуација да се расчисти. Тоа што сакам да ве прашам е, дали знаете со кое овластување премиерот повикал на седница на влада членови од Агенцијата за разузнавање, за тоа зборуваше на телевизиско интервју, бидејќи имал индици дека бил следен од извесен Джокер и не знам како беше, и Цилиндер. Молам? Джокер и Цилиндер, се заедно, дури Собраниската комисија нема право да бара да бидат издадени идентитетите, дури и да се скриени. Се ова го слушавме на говорница од премиерот и рече не е битно од каде ги добил информациите, но сакал да ги провери внатрешните капацитети низ постапка на внатрешна контрола и ги повикале на седница на влада и ги задолжиле да го проверат тоа. Што вие знаете за тоа, бидејќи тоа е институција која е под ваша надлежност? И единствената друга која има право да врши надзор е Собраниската комисија. Да. Значи не е под моја надлежност, меѓутоа точно е дека јас го именувам првиот и вториот човек. И вели дека ви одговараат на вас. Така е. Точно така е, и вие повикувате на таа контрола, најважна, цивилната контрола, и таа се врши преку Собраниската комисија. Не, цивилната контрола се врши преку овој совет што не сме го основале, а оваа парламентарната преку комисија. И тоа е цивилна контрола, бидејќи таму работат луѓе, не сум присуствувала на таа седница, сум чула, ама ме споменавте по фактот дека заменичката се најде пред изборот на заменичката. Не сакам да зборуваме за тоа. ДКСК, јас сметам дека е важно да ве упатам, зашто тоа ме чуди зошто. А зошто за ова не сакате да зборувате? За кое? Па не сум присуствувала на седницата на владата. А не ви известила директорката? Не. Значи не ме известила директорката дека ќе оди на седница на владата, кај мене доаѓаат, јас бев ги посетив за оваа работа, меѓутоа случајот сум го чула како вие вака од вестници за следењето на премиерот. Има таму детали кои треба да ви бидат важни. Не поради имињата кои се споменуваат. Не можам јас можам да барам од агенцијата, но не работи што се врзани за влада или за конкретни случаи, бидејќи
Ма тие не можат ни да бидат јавна врзани. обвинителка. Тие не можат ни да бидат Така. врзани со влада, но ќе видиме сега какви одговори ќе даде обвинителниот предмет. Меѓу другото, дали ќе дознаеме за овие детали како тие можеле да се најдат на седница на влада. Го читав законот. Иначе тој закон и треба да се преиспита. веројатно. Бидејќи има чудно решение. Дали поради ингеренциите кои што ги имате и сакали или не, колку претходно да сте велели не сакам ништо да знам, разузнавачи останати, тоа потполно ве разбирам, сега е делокруг на вашата работа. Ако и како лаици, вие сега поради функцијата морате кон тоа да се реферирате посериозно. Се да читам, точно. Дали ме разбирате? Ајде да. Дека не можам да се соземам, дека понекогаш сме толку многу луда држава, дека можеме да одлучиме дека Бојан Христовски ни е најважен на светот да биде директор на АНБ и доаѓаме до ситуација во која македонското обвинителство преку меѓународна помош бара одговор од Бугарија, господе. Значи логиката е, за својот шеф на тајната служба, ние прашуваме другата држава да ни каже дали лажел и фалсификувал, дали добил и не. Мене тоа ми е надвор од умот, председателки. Тоа си можело да го направи надлежното тело, што го споменавте, кога се нашол неговиот случај, значи, по своји канали, ако треба за донесување на одлуката. Иначе јас, кога е во прашање АНБ, добивам и од кај нив информации, меѓутоа немам никаква надлежност. И тоа со сертификатите кај нас стана една драматично чудна Не ве загрижува дека во еден неверојатен интензитет менуваме закони во кои менуваме 2 члена, најчесто да можеме да ги разрешуваме именуваните и да го симнеме нивото на јазичниот сертификат, што ми е нелогично на земја која има аспирација да чита и во оригинал европско право, ние сега да го симнуваме нивото на јазичните сертификати кои треба да ги добиваат овие носители на функција. Треба да има, не заборавајте дека јазичните сертификати се укина во една од најважните институции, во Академијата за суди и јавни обвинители. Наместо да ги санкционираат оние со лажни Кембридж сертификати, тие утврдија дека комисија, замислете, ќе го проверува знаењето на јазикот. Тоа никаде го нема. Инаку, знам зашто прашувате. Јас секогаш кога имам дилема за некој закон, сум рекла, пред да посегнам по вето, имам право, барам, бидејќи можам да побарам информација за што ми е потребна од владата или од министерот, и за овие прашања исто така велам, сум прашала, но одговорот беше дека тоа не е врзано како општо правило, нема да биде општо правило, туку дека биле некои ситуации што морале да се разрешат, така беше одговорот, бидејќи не се однесуваат, значи си останува тоа, освен, не знам, сега не можам да го цитирам членот точно. Ако го имате вие, прочитајте го. Иначе, добро, сега како се вели? Сега и вие кога користите Л форма, тоа значи нешто прераскажувате за кое не баш многу. Ама да ми кажете вие мене и да ми јас сакам на евиденс да дискутирам. Прочитајте ми го членот и тогаш ќе ви кажам. Инспекцијски служби, ПИОМ, други институции, сите закони се чепнуваат да се намали ова. Знаете дека поголемиот дел од нив се вршители на должности, сега ќе мора да ги исполнуваат условите за редовен избор и сега ние се обидуваме да ги симнеме критериумите. Не, треба да тоа се прашања кои го разнебитуваат нашиот обид полека да калибрираме се што мислиме дека е доволно важна база да почнеме да ги истрчаме реформите. Оти прво тоа ќе ни треба. Сега во реформите, кога зборуваме за реформите, нели, за агендата, се е ова внатре. Стручноста и компетентноста, и за да можете вие да се повикувате во Уставниот суд и во судовите и на праксата на другите судови, така треба да знаете јазик. Кажете ми само кратко. Ајде. Ако го поминувате овој процес за именувањето на гувернер на Народната банка,
ако премиерот вели важно ни е тој човек да биде на браникот на фиксниот курс, јас велам, може би сака, може би знае или може би веќе е договорено дека тоа ќе биде Зоран Ставревски. Не знам. И Уште не е, јас ви кажувам. сега да речам, кажете ми за ексклузива. Можно е, не можам, да и ме прашуваат новинари, кажувам јас, така се погоди ако ми велите дека сакате да бидете одговорни, да го поминете овој процес на консултации, за да не ризикувате во собранието, ти ви е важен интегритетот и на личноста и на... Дали тоа што ни го ветувавте, дека кога ќе дојдам јас на ред, слушајте ме што зборувам, нема многу ингеренции, ќе предлагам стручни, но ќе видите блесок. И сега овој Милја и Мустафа, кој што инакој се закануваше со затвор на председателката на Врховниот суд, тој што го ослободува столчето, оградени сте дека мора да биде од заедниците. Дали ќе го видиме тој блесок или пак ќе речете ќе морам да се консултирам со собранието за да ми помине решението? Оливера, точно е тоа со блесокот, ги паметам зборовите на претходниот председател, кога рече не можев да предложам подобар, оти немаше да помине. Јас веќе реков, јас ги познавам луѓето од мојата област и прво нив би ги предложила, бидејќи знам кои се стручни, компетентни, морални, етички. Меѓутоа, па не можам да најдам, верувајте ми, човек кој што е од науката, а кој што има положено правосуден испит и плюс да биде од заедниците. Тоа е многу тешко, но имам неколку во консултации со врховни суди, мислам дека тука ќе има блесок. Немаме многу време, знам дека е една од вашите омилени теми, ама може би и не е вистинскиот момент. Оценката на ДУИ за вас, поради одлука да речете, па си оди Таравари добро, тоа е нивна работа во владата, колку што знам, имаат стабилно мнозинство, тоа ме упатува на заклучок дека избори не се потребни. Предизвика таква бура и директен одговор и соопштение на ДУИ во кое го подкопувате мултиетничкиот карактер на државата, гласноговорник сте на етничката доминација. Ништо од фактите на ДУИ, се согласувам, не е факт, но е интерпретација која може да создаде концентрични кругови на повторно исчашени перцепции. А во политика се борите за капиталот кој го добивате како принос од перцепцијата. Имате ли чувство дека ова што сега се случува со заминувањето на Таравари може само да биде правна форма, владата си има 61, си отишле добро, си имаат представени се во собранието и дека тоа може да се одржи на подолг рок, а да не создаде нови концентрични кругови, огнови и интерпретации тамо каде што нема потреба да ги создава? Многу тешко можам да ви одговорам точно, бидејќи јас препознавам многу ирационални потези. Нешто мене ме загрижи и ме зачудува кај господинот Таравари. Господинот Таравари е лекар. Најголема опасност беше во претходниот мандат кога бев пратеничка, што секоја година имаше нов министер за здравство и се редеа проблеми и проблеми. Кога вие ќе влезете во една реформа, оти паметам тој со каков реформски занос зборуваше, прво тоа, второ, паметам дека кога објаснуваше за предизвикот да се справиме најдобро со Кочанската трагедија, исто така зборуваше со страст која што е потребна, и да бидам искрен на ова што го направи, јас не го разбирам. Исто со страст, веројатно, која ние не ја разбираме. Не сум видела, значи, знаете како, сите ние понекогаш менуваме став. Ама ова да не знаете, мислам, вистина, кој е ставот и зошто е, крајно невообичаено. Јас ги паметам дискусиите во парламентот за Расколников, точно од една партија, па потоа Расколников стана некој кој што може да се толерира,
Значи, не мислам дека се во право дуи, кога вака зборуваат, но она што велите вие, кај нас да, некогаш кога ќе тргне лавината или топката да се тркала, таа добива некои чудовишни димензии. Мене ме чуди една друга теза, овде кај вас што ја чув јас. Ке мора да научиме... Вака вели, само тоа да кажам, вака вели, бившиот министер за надворешни работи. Сега, ако излеземе на избори парламентарни и заедно со локални, тоа ќе ни обезбеди 4 годишен мир. Ништо не разбирам. Како тоа? Значи, ако е дуи внатре, загарантирано 4 години мора да се биде. А сега па реформски агенди... Не е тоа тезата. Немаме време, но логиката е. Тезата е нелогична. Таа е логиката која, верувајте, живее во секој од политичките штабови. Ама логиката некогаш бара здрав разум. Дали сме во динамика само да танкаме на нашето изборно конто, или сме подготвени да создадеме период кој што е реформски прозорец, вели Бујар Османи, во кој 4 години нема да не притиска излегување на избори. Во смисла, храбри сте да ги направите чекорите на почеток, како се доближува терминот на избори, просто се повлекувате затоа што не би сакале да загубите. Тоа е логиката на приказната. Ама видете, буквално поинаква логика. Буквално една минута. Имаше претходно. Буквално една минута. Мислам дека го знам или сум го препознала од настапи вашиот личен однос и неразбирање дека првите минути на вестини ги завземаат портпаролот на овој, портпаролот на овој. Да. И сега, невообичаено. како и да го разберете, портпаролот на опозицијата се обидува да го искористи времето зашто адресира некакви прашања до владата. Ама дали ви е јасно дека портпаролот на некој во улогата на портпарол на ВМРО ДПМН, при тоа е пратеник, излегува да одговара во име на владата, неговата работа е да контролира владата во собранието. Тие до тој степен го имаат грабнато тој ритуал да буквално веќе не ги разликуваат позициите. Јасно ми е, но тоа важи и за првите и за вторите, и тоа е во рамките на моделот на партитократијата, што не е модел на демократија. И нас не опишуваат. Значи, линијата меѓу државата и партијата е тенка. Партиите во науката, велиме ние, дека се дел од цивилното општество со јавна функција во изборниот процес. Кога ќе завршат изборите, има институции и ако е некој пратеник, дали од власт или од опозиција, треба во името на институцијата да зборува. Ама ние, свртете на било кои други вести. Ако видите некаде, си има, значи, портпароли на министерствата, на владата, на председателот, на собранието, ама на партиите нема логика. Значи, треба да се надмине тоа. Долга е тоа приказна, не знаете колку во тоа технологија има, тоа е принцип во кој знаат колку... Па затоа кога ќе бидеме во досадно стандардно друштво, ќе мора да се однесуваме... Им ги крадат камерите и минутите, и тоа е еден организиран систем, ама предпоставам дека одбивате дури да знаете за толку многу креација заднински, тоа искусните, овие мастодонтите кои имаат привилегијата пари, изгонување на останатите да го прават. Ама ние имавме случај, Оливера, готови член на парламент да прима мисии, амбасадори во владини канцелари. Пратеник. Да, сме имале се. Или сме имале случаи па да одат во посета кај лидерот на партиите или кај лидерите, иако се тие пратеници. Мароденденска торта за лидерот во институцијата во која сте шеф. Тоа е злоупотреба на јавното добро. Да, не го споменуваме, не е тука веќе човекот, велат не знаеме каде е, дали е во Албанија или каде, ова ви споменувам за Артан Груби. Благодарам што вечерва бевте мој гостин. Ви благодарам. Се надевам ќе имаме друг пат прилика во кој можеме отворено и подиректно да зборуваме и за некакви други дилеми. Се разбира. Почитувани, благодарам што не следевте, останете на Телма телевизија. Пријатно.